Па релативно небезбеден. Релативно, не си сигурен. Пукотници, сообраќај, гужва, брканици, што друго да ви кажам. Па ако правило доволно нема доведе да дојде пукотници секој ден. Криминал, уличари, како да ви кажам. Не е безбедно, не е безбедно. Претежно и сообраќајот, гледате како возат, нити поштуваат знаци, пешаци, црвено, зелено, ништо. Никад не било вака. Никад не било вака. Јас сум постара генерација, роден сум во Скопје, сум живел кај поштена онде, вака не било никош. Верујте ми. Сега посебно овие 7-8 месеци, од кога се смени власта, катастрофа. Значи, безбедноста се повеќе и повеќе се намалува во градот Скопје, па и во државата, општо земено. Министерството за внатрешни работи, колку што може, сигурно прави, меѓутоа криминалот е навлезен длабоко во сите пори, така да многу тешко и да се справи со целиот криминал. Еве сега, да речеме, на лента пешачка со мотор ми доаѓа позад грб. Дали е тоа безбедно или не е безбедно? За криминал тоа е епидемија. Тешко се справуваме со тоа, затоа што криминалот доаѓа од рвот, не е од базата. Па мислам дека е безбеден, зашо да не е безбеден? Сега секогаш имало и ќе има ексцеси, убиства, кражби, мажби. Иначе си е добро, нормално е све. Си живееме кој што треба. Вие се чувствувате безбедно кога се движите по улиците? Да, јас се чувствувам безбеден. Ево, си одам кај сакам, кога сакам, слободно. Се шетам, излегуваме до сега, фала Богу. Не знам, не би рекла дека не е безбедно. Па и цел свет више тоа, што да кажам, јас чисто нака, јас се чувствувам безбедно, искрено да ви кажам, немам некој страф, нешто така. Со обзир во Чаир живеам, немам некој така некој. А инаку има. Цел свет више е такав. Небезбедно. Така да бројот треба да се зголеми на полицијата, да има повеќе полицајци по улиците, патроли, ова, она, позорната служба да се врати, така да тоа сметам дека треба, а инаку тоа е што е. Па да ви кажем право, јас сум немал некој такво искуство, ама колку што гледам по телевизија по едно друго не е баш безбедно. Са ние сме сепак повозрастни, навечер не излегуваме, не шетаме, ама колку што слушаме и гледаме по телевизија не е баш безбедно. И по мое би требало да се вратат уште од времето што беа тие позорникари, што ги викаа, кои што се шетаа полиција, ако се десеше нешто во таа улица, они точно знаеа кој, каде, како, све. Мислам дека тоа треба да се врати. А гледам и сите што се постари, вака што правиме ние постари генерации, кажуваат дека позорникарите доека беа било многу побезбедно во градот.